и првиот иконописец. Тој првија насликал иконата на Мајката Божја со Господа Исуса Христа во нејзините преградки. Потоа, втората икона е насликал на светите апостоли Петар и Павле. Па така, тој е и образецот, примерот на сликарите на иконите и на фреските во нашата света православна црква. Затоа, нашата света црква му оддава достојна почит. Напишал Евангелие, кое се нарекува Евангелие по Лука. Но светиот апостол Лука, браќа и сестри, напишал исто така и на друга книга од Новиот Завет, која се нарекува Дела на светите апостоли. Во делата на светите апостоли, светиот апостол Лука го опишува животот и делата на светите апостоли, која е прекрасна книга со својата содржина, која говори за историскиот развој на нашата света црква, онака како што следувал, и особено по Христовото воскресение и вознесение на небесата. Светиот апостол Лука, браќа и сестри, е мощне почитуван апостол во нашата света православна црква. Па затоа ние на денешниот ден одлучивме и да ја ослужиме оваа света богослужба на светиот апостол Лука, и бидејќи беше предвидено доколку стигневме со работите околу големата купола, да биде и осветување мало на храмот, соборниот храм Рождество на Пресвета Богородица. Но со оглед на фактот дека не стигнавме заради невреме да ја довршиме куполата, тоа ќе следува подоцна. Малото осветување сакам да напомнам дека значи внесување на светиот Антимис, тоа е ова света од каенина направена работа на во која има и свети мошти, односно честички од тела на светители и маченици за верата, зашто е речено дека верата Христова почива на мачениците, бидејќи во првите векови, кога страдале мачениците за верата, на нивните гробови, односно врз нивните свети тела, биле полагани вакви платна и на нив се служеле божествените литургии. Па оттаму и ден денес тоа се случува да во платното кое е наречено Свет Антимис, во кое има честички од свети маченици, од светители, тоа е сушност. Подвижната црква, која се осветува на божествена литургија од архиереот и свештеникот, кој е правилен свештеник, од архиереј ракоположен, кој не е под забрана свештенодејство, односно да нема право да служи служба, или свештеник кој не е расчинет, тој кој добие од својот архиереј Свет Антимис, може со таа подвижна црква да врши богослужба и во неосветена црква и на отворено место, зашто тоа е всушност една мала неосветена црква, односно мала осветена црква, подвижна црква, која му се дава на свештеникот да може да ги извршува сите богослужби, особено божествената литургија и таму каде што има потреба, а нема соодветен осветен храм. Ние денеска одлучивме, меѓу другото, да направиме и осветување на крстовите што треба да се постават на големата купола и на малите куполи. Овие крстови се поодамна донесени и платени од наши верници, дарители на оваа света црква. Но штом ќе се постават? Стојани вера се дарителите на овие крстови, штом ќе се постават куполите, веднаш потоа осветените крстови ќе бидат поставени на куполите на црквата
а треба да знаете дека овие се можеби и првите крстови кај нас во диаспората, во Австралија и општо во диаспората, што се направени во согласност со каноните, односно онака како што биле крстовите во средниот век во Македонија, кој е и најубавиот период на црквата Христова во нашата света црква, во Македонската православна црква. Браќа и сестри, да се помолиме на светиот апостол Евангелист Лука, преку неговите свети молитви, Спасител наш Господ Исус Христос да го испрати својот свети и спасоносен благослов на вас верните, на вашите семејства, на сите православни христијани, каде и да се во целиот свет. Да се помолиме за покој на душите на оние кои починале со вера во воскресение и живот вечен. Да се помолиме болните, Господ да ги подигне од постелите, оние кои што се натажени и ожалостени за тоа што некој близок или пријател или подалечен им починал, да ги утеши, како и оние кои се напуштени од нивните деца или општо од луѓето. Да подари Господ мир, здравие и спасение, младите да ги врати кон верата наша света православна, да ги отклони од лошите пороци, како што се пијанството, ноќниот живот, криминалот, дрогата и сите лоши работи, за да можеме да поживееме тивок и безмолен живот. Амин. Нека е честит празникот на помош и за многу години, браќа и сестри. Спаси ги, Боже, Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Видовме вистинска светлина, го примивме Духот небесен, најдовме вера вистинска на неразделната Тројца. Се поклонуваме, зашто она не спаси нас. Постојано сега и секогаш и во вековите на вековите. Исполнат нашите уста со пофалба кон Тебе, Господи, за да ја пееме Твојата слава, зашто не удостои да се причестиме со светите Твои божествени, безсмртни, животворни тајни. Сочувај не во Твојата светиња, без ден да се поучуваме во Твојата правда. Алилуја, алилуја, алилуја. Откако ги примитме божествените, свети, пречисти, безсмртни, небесни, животворни, страшни Христови тајни, просто стојке достојно да му благодариме на Господа. Господи, помилуј. Милувај и запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуј. Целиот ден совршен, свет, мирен и безгрешен, самите себе еден друг и сјот на живот, на Христа Бога ни предадеме.